кој што има една убава цел за отварање на центри за иселеници во целата наша држава, таму каде што имаме секи иселеници и дел ќе подпишеме договор, меморандум, но и ќе не запознае со веќе функционирањето на некои отворени центри и да не лъжам. Јас ќе дадам збор на министер. Почитуван градоначалник на општина Делчево, господин Траковски, почитувани представници на државни институции, почитувани присутни дами и господа. Многу сум среќен што денеска присуствувам во вашата општина за една многу важна иницијатива во полза на нашата диаспора. Првично сакам да ве информирам дека на символичен начин о имплементацијата или подпишувањето на функционалните канцеларии за диаспора го почнавме во историскиот град на Крушевската република, па ќе го завршиме во градот на Гоце Делчев. Инаку, за мене е задоволство и во овој случај сакам да му се заблагодарам на вашиот градоначалник кој е меѓу 23 општини кои ја прифати ова иницијатива. Верувам дека ако постигнеме успех ова година, наредната година ќе имаме иницијатива за нови општини кои ќе ја прифатат овој многу важен проект во полза на нашата диаспора. Ова иницијатива е измислена да биде отварање на функционална канцеларија за диаспора, што во самата иницијатива се подразбира посредничка, да биде канцеларија посредничка, а тоа подразбира помош, забрзување и поврзување на спорни предмети и прашање од нашата диаспора. Во тој случај, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, каде што определениот општински вработен ќе има тесна соработка со вработениот од МИО, од ова министерство, за да им се помогне, да им се асистира во делот на пополнување на електронските формулари на нашата диаспора за време на нивниот престој во татковината. Инаку, овој договор се состои во 5 столбови. Првото е креирање на база на податоци на нашите активни издруженија во диаспората, каде што за прв пат и нашиот кабинет ќе има програма за финансирање на овие издруженија во соработка и со локалните издруженија, каде што ќе се промовира и културата, јазикот и идентитетот на нашинците во диаспора. Вториот столб е креирање на база на податоци на научната диаспора како можност за партнерство што го имаме веќе со Универзитетот Кирил и Методи и со Штоловиот универзитет во Тетово, за нашите научници и професори да имат можност да вршат и проекти на визитинг професор во јавните и во приватните универзитети тука во територијата на Република Северна Македонија. Третиот столб кој е многу важен за општината, но и за целокупната економија на државата е економската диаспора како претпоставка за привлекување на инвестиции од нашата диаспора. Четвртиот столб е столбот на култура, каде што ќе ги објавиме годишната програма за култура, каде што за прв пат ќе имат можност и нашинците, активните издруженија во диаспора да бидат дел од оваа програма во соработка со локалните издруженија. И на крај, не помалку важно е и збратимувањето на градовите, каде што имавме можност да зборуваме со градоначалникот дека
веќе вашата општина има повеќе звратимување и знаеме сите колку е важно тој дел за промовирање на нашиот идентитет, култура, јазик и така натаму. Но исто така и за привлекување на инвестициите со тие градови во западните држави каде веруваме дека имаме повеќе наши иселеници. За крај сакам да и честитам на определениот вработен од вашата општина, успешна работа во овој проект и во тек ќе биде и обуката, работилницата која ќе спроведеме во нашиот кабинет заедно со сите 23 вработени и со сите 23 вработени од Министерството за информатичко општество и администрација, каде што во овој дел ќе имаме тесна соработка и со ИОМ, значи Меѓународната организација за миграција, каде што ќе имаме можност да ги гледаме и да кажеме нивниот аспект од делот како да се справуваме со миграцијата и како да се справуваме со сите барања и поволности, да кажеме, за нашата диаспора. Фала ви многу. Благодарам, министер. Добро е, доколку имате некои прашања или ако сака да отвориме некоја дискусија, поведете. Каде беше поентата што ние заеднички со градоначалникот се договаравме градоначалникот да кажем да ги повика советниците, а ние како институција да ги викнеме сите раководители или директори на јавни дирекции. Поентата е и вие да сте во тек со вработениот, определен од општината, во овој случај Делчево, каде што вие сигурно се соочувате и со разни случаи на спорни предмети кои се појавуваат од нашинците. И во тој случај ние знаеме дека тие доаѓаат за една многу тесна време, за 3-4 недели, а се соочуваат со, да кажеме, разни проблеми во нашите администрации, со една, да кажеме, другшија бюрократија од тоа што тие се научени. И во тој случај ние како институции на локална власт и на централна власт не можеме да очекуваме нивен интерес за инвестиции ако, да кажеме, за најобичните работи тие се соочуваат со бюрократија. Значи, не сакаме во иднина да се соочуваме со случаи кога доаѓаат нашинците со добра волја да инвестират во нивните краишта, а да се вратат, да кажеме, незадоволни од нашите услуги. Ако имате некои прашања во врска со вашите релевантни институции кои верувате дека досега сте имале проблем или не сте знаеле како да постапите, слободно прашувајте. Каде верувате дека можеме да заеднички да помагаме. Ако не, се надам дека во текот на времето ќе да и ќе произлезат и прашања, тоа и ово е нашиот. Може да малку едно укажувам јако. Ајде, поведи. Јас сум работен во МВР, во одделот за пријавување на живеалиште, пребивалиште, лични карти, паспорти, здравство. И се тоа. Во законот за пријавување на живеалиште и пребивалиште, член 8 вели: граѓаните кои имаат намера да пребиваат во странство до над 3 месеца и повеќе се должни да пред одењето во странство да се пријават во местото на живење дека заминуваат во странство, на гранични опреми или во дипломатско консуларно представништво на нашата држава во соодветното место. Меѓутоа, нашите, луѓето во цела Македонија не се информирани за таа работа. Нема информација некако дали јавните гласила или не знам што
не се. Во последно време се злоупотребува оној кој е пријавен за престој надвор од Македонија може да вози странска кола. Скроз се злоупотребува оваа пријава. И наши луѓе од тука што не се во странство прават злоупотреба. Дојдат да се пријават дека се во странство, за да може да вози странска кола. Тука треба, мислам дека е во по-сеопфатно сообщение на ниво на држава, не на општина. Да, сигурно. Ја знам, мојот татко 68 година замина за Швајцарија и вели ќе одам да се пријава во полицијата дека ќе одам во странство. А сега стварно народот не знае. Од незнаење го прави тоа. А тоа е чисто ради евиденција да знае нашата држава колку луѓе има надвор од Македонија. Не се они ефтен кога нешто им затребе, кога тоа е нешто можно коска. Ајде, треба да платам некои давачки, струја, вода, тоа, ќе одам да се пријава дека стварно ќе одам. Инаку не упрека. Со новиот закон сите граѓани кои повеќе од 6 месеци се надвор од државата се значи регистрирани како нерезидентни. На 3. Над 3 до 6. Да. Јас знам дека со какви проблеми се соочуваат нашите граѓани кога треба да се пријават, кога се враќат во татковината, има и таков закон. Прилично се работи за луѓето кои живеат граѓаните кои живеат во Германија, кои поради причина што Република Германија не дозволува двојно државјанство, во тој случај се откажале од македонското државјанство. Во тој случај знам дека требало да се пријавуваат, и ние постигнавме тоа да биде електронски, значи да немат потреба во полициска станица да се пријавуваат, туку и преку електронска форма да може да се пријавуваат. Но во овој случај Тоа е пријавување на страница. Ја велам за луѓите. Да, те разбирам. Само дадов една друга информација. Во овој случај, ако е можно да го споделите информацијата, и рековте и со закон, каде што и ние ќе промовираме преку значи нашиот кабинет и ќе го информираме и значи конзуларните пристаништа за да се што повеќе луѓе да се информираат дека треба да се пријавуваат во тој случај. Нашинците не се пријавуваат во тој случај, како што рече колегата од МВР, од причина што кога се вратат или кога подолго се задржат тука, имаат пречки со остварување на некои права, во смисла, кога добиеш статус одселен во странство, Тогаш немаш и адреса. кога ќе се вратиш во Република Македонија, абсурдно е ти, како граѓанин на Република Македонија, со државјанство, да немаш право на здравствена заштита за времето кога си во Република Македонија, кога престојуваш во Република Македонија. Ако сите наши или ние, како македонски државјани, кога ќе идеме, имаме договори за здравство со сите западноевропски земји, освен со Швајцарија во моментот. Имавме случај кај нас, ние сме мало градче, па и се познаваме, на една наша почитувана сограѓанка, докторка, доктор Лилјана, децата и се одселени доктори привремено во соседна Бугарија, кога дојдоа летото, заради тоа што имаат и им се случи да им се разболи член од семејството, они више се семејство. Немаат право на здравна заштита. Заради тие причини луѓето не се пријавуваат. Добиваат статуси во фонд за здравство, во агенција за вработување и секаде. Немаат право да извадат ниту една потврда. И сето тоа оди скришно, просто се кријат од властите, од државата и од поредот. Може би се инспектор, Тоа но е единствено се разбира цело ова што го кажувавте е регулирано со билатерални односи помеѓу државите, значи зависи од која држава. Во делот на фондот за здравствено осигурување, секоја држава си има друг пристап кон нашите, да кажеме, иселеници кога се враќаат во татковината. Значи,
Со ова заклучуваме дека треба што повеќе промоција на сите овие информации за да немат луѓето предрасуди дека еве ние земаме информација од нив за да ги наштетиме. Не е тоа поента. Зборот ми е не се реагира брзо во институциите. Нема време болеста да чека ден, 2 и 3. За млади деца. Кога кажувам спорни предмети, јас верувам дека нема спорни предмети, но има предмети кои се долекуваат, значи не се третираат сериозно. Секој предмет мора да има завршеток. Во овој случај ние ќе се потрудиме да ја забрзиме цела оваа процедура, зашто како што рековте и сама, има некои ситуации кои немаат можност за чекање. Ако добро ви разбрав, една од обврските на Центарот за диаспора види да ќе биде посредување во електронските документи меѓу нашите иностранци и тука. Сега, меѓу другото, покрај другите 4 стола, еден стол и тоа. Сега, бидејќи јас сум советник управни работи во Управа за валидирање на матични книги, ние имаме стрикна наредба да работиме исклучиво со оригинал документи. Во кој дел? Во документ, например, дете на нашеници, ќе се роди во странство. Исклучиво оригинал документ. Нема електронски. Значи зборот ми е, или треба да се изврши измена на закон, или треба нашите институции да извршат координација, или треба диаспората заедно со Министерство на надворешни, да се извинува министр, со Министерство за надворешни работи, да испрати до сите управи, каде, бидејќи светот се страшно движи напред. Јас не знам што се случува во Белгија, во Естонија, во Канада. Имаме ДКП-а, ние треба како држава се што се случува да ни биде сервирано за да знаеме дали луѓето ги малтретираме или постапуваме по закон. Сега кога ќе дојде кај мене некој, јас ќе му речам додека не ми донесеш оригинал извод на роден и нема што да разговараме. Нема потреба да фатеш врски, место да ми испраќаш мисионери, најди си извод или кај тоа што сакаш да ургира кај мене, речи да го измени законот за ја да сум чист. Многу едноставно. Значи зборот ми е поголема координација на нашите служби и натрешно информациите повратно да стигаат до база. Воспротивно, како велат, и патот према пепелот е пополчен со најдобри намери. Ќе се случи, некој ќе мисли дека завршил работа, ќе ми се јави службеникот од општината, јас ќе речам дека нема да го завршам работа, не затоа што не сакам, затоа што не е компетен, он ми носи електронски документи. Ме разбирате? Ако доаѓа граѓанин кој живее во САД и сака да регистрира новороденче, изводот вие го барате оригинал? Оригинал извод, да. Не сте го добиле сигурно последната одлука. Јас сум информиран дека на база на ваша ургенција во Штип е извршено запишување. Мислам дека за брак. И по пусти укажувања, оди се пусти укажувања, а не по писмени наредби, да работиме по закон. Значи, друго е кога мене службата ќе ми дозволи да вршам упис врз база на електронски. Како што имаме укажување, например, постојат земји кои издаваат еднаш извод на родени. Сите земји што издаваат еднаш извод на родени, ние сме должни да им примаме фотокопија. Меѓутоа имаме известување што времето намалува. Тоа се исто само да завршам, со последната одлука од директор за матична книга за САД не мора да го значи земате оригиналот, туку може и копие со апостил. Го имате последната одлука пред 3 месеци. Мора да се информирате и во тој случај веќе е спроведено тоа. Дека и со отварањето на овие центри за иселеници, сите проблеми со кои што се соочува иселениците и Одел Делчев од целата наша држава, ќе ги нотираат тие проблеми и ќе бидат решени или со некои законски измени, може системски и така натаму. И за тоа мислам дека и целта на формирањето на тие центри за сите проблеми кои што ги има, да можат да се решат по правнички начин и во редот на целата регулатива правна. Добро, да го пишеме. Битно е што почнуваме да се работи.